А тука веќе доаѓа време да ние продолжиме во студиото со разговор директно од овде, како што кажав, по повеќе од, односно речиси, 1 година, повторно во студиото ни гостува нашиот најпознат саксофонист Горан Папас, кој што има со нас што да најави на вистина интересен проект наречен Елегија во соработка со Танче Гроздановски. Во продолжение огледаме првиот производ од овој проект, станува збор за номерата Спомени, заедно секако на Горан Папас и Танче Гроздановски. Бидете со нас, се враќаме во студиото со разговорот. Спомени не е непознато на гледачите на Македонија денес, затоа што ние редовно се будиме и секако не милува звукот на оваа музика во текот на нашето издание на Македонија денес во изминатиот период, откако секако оваа песна доби својата промоција, но денес ќе разговараме за тоа што значи Спомени и секако најавата за проектот на 20-та
успешни и навистина признати музичари не само во Македонија, туку и надвор од границите, Горан Папас и Танче Гроздановски. Тие имаат во своето студио навистина многу работа во однос на подготовка на проектот Елегија, за кој што ова утро разговараме со Горан Папас. Горан, здраво. Добре дојде по една година и 2 дена. Секогаш многу убави најави ми правиш. Значи, па имам убав повод да, зашто ти да благодарам многу. Минатиот пат нели пред скоро година дена кога бев. Прво голем поздрав до гледачите. Поздрав и до тебе, фала ти многу што ме викна. Да, Елегија е новиот проект на кој што работиме со Танче. Во тој проект е приклучен и Иван Еминовик, иако не го форсираме многу со име и презиме, меѓутоа тој не е пијанистот во проектот. Иван Еминовиќ е иначе мој многу драг пријател и школски, од средношколски денови ми е соученици сме и колеги на факултет, па ево до ден денес нели соработуваме, се дружиме, иначе диригент во Македонската опера и балет. Се работи за изузетен музичар. Да, Елегија е новиот проект на кој што работиме со Танче. Проектот е практично веќе завршен како аудио формат. Може да си кажувам така? Да, може да си кажувате проектот значи завршен, што значи дека ние можеме многу скоро да очекуваме нешто ново, затоа што вистински уживаме во оваа музика. Да, вистински убаво делува на нас во раните утрински часови, сите оние кои што нели со нас се будат и во текот на емисијата се заедно. Станува збор за навистина музика која што е вистинска уметност. Колку тоа го сакаат кај нас? Значи овој проект, како што ти кажав и малце претходно кога зборевме, не очекуваме ние премногу комерцијална дистрибуција, да речам, знаеш, и телевизиска и радиска. Меѓутоа се работи за еден проект пред се направен вистина од срце и тоа некои луѓе треба да го осетат, да го почувствуваат. Ке видиме, знаеш, имаме преработено и некои народни песни во овој проект. Тие се Елено Кирко, Јано, Кале Шангја и што да правам, што да чинам. Значи тие 4 песни се преработени во овој стил. Значи нема текст, нема да има пеење во тие песни, сите се инструментали, меѓутоа се преработени во еден така soul smooth jazz фазон. Имаме 4 исто авторски и мемори спомени во тие. Интересна комбинација ќе направиме на една песна која што се вика Нели бевме. Така ја крстивме затоа што Нели бевме единствената песна на Кочо Рацин кој што ја напишал за девојка, не ја пишувал за татковината и за љубовни мотиви. Да, и за убавините на Македонија. Не е многу популарна таа песна. Права муабет популарна од страна на Кочо Рацин, меѓутоа сакавме да направиме некоја комбинација и таа песна практично ќе биде изрецитирана врз музичка подлога од самата песна. Ја рецитира Марија Димитровска, студент дипломиран глумец, да речам. Актер, да, се извинувам до сите актери. И таа песна ќе ни биде втор сингл од проектот и после тоа ќе го објавиме целосно албумот на тврда копија. Значи иначе аудиото како што кажав веќе е завршено. Денес и утре треба да се прати за Хрватска. Хрватите го објавуваат под нивна закрила Менард од Хрватска. Е музичка продуцентска куќа доста голема во Хрватска, трета по големина. Тие ќе се грижат за цела електронска дистрибуција низ цел свет, на сите огромни сајтови за продажба и за слушање на музика, па ќе видиме што ќе испадне на крајот. Да. Оно што сега во позадина го слушаме, односно го гледаме во моментов е многу поразлично од она што е Елегија. Да. Сепак станува збор за поинаков правец на комбинирање на музиката и на звуците на гитарата, на пијаното и на саксофонот. Чива беше идејата за Елегија, да на еден таков начин се соберете вие врвни музичари и направите едно такво музичко парче кое што ево продукција и на хрватска продуцентска куќа и секако очекувате пласма, можеби надвор од границите многу повеќе него тука. Па се надевам, ние искрено освен што се почитуваме народната музика, најмногу сакавме да обработиме некои песни баш поради тоа за полесен пристап да имаат странците кон целиот проект, бидејќи тие песни нема кој не ги знае на Балканот.
Ова што да добра забелешка ти беше ова. Проектот првиот проект практично што го работев посериозен со Александар Масевски беше исклучиво комерцијален, направен за да е радио френдли и да се пушта по сите радио фреквенции, телевизии, по социјалните медиуми. Тој проект со Масевски едноставно се заокружи, го завршивме и сватив дека ми треба нешто поинако и поразлично. Во каде што јас ќе давам се во смисла целата музика ќе биде моја, бидејќи претходниот проект со Масевски беше заеднички, меѓутоа повеќе тој се потпишуваше како автор на композициите, јас бев на некој начин само изведувач. И сега се осеќа одма нова енергија во песните, едноставно кога правиш нешто што го сакаш и што го осеќаш, ќе го осетат и другите. Како тебе ти значат овие промени кои што ги имаш и менувањето секако можеби и на стилот и на чувствата кои што ги произнесуваш преку музиката? Ми значи многу затоа што овој проект го за мене е многу поинтимен од претходниот, каде што буквално си ги отвараш сопствените чувства. Значи правиш песни кои што излегуваат од тебе. И малце е чудно за не музичар која ќе му го кажувам ова, бидејќи, знаеш, емоцијата која што е внесена во тие композиции е многу поголема од емоцијата внесена во композиции кои што не се лично твои. Така што и во преработките на овој проект се осеќа таа енергија дека песните се веќе слушнати, дека не се мои, а во авторските песни кои што ги работевме со Танче, и Танче има една прекрасна композиција негова авторска, значи музиката е негова во проектот, делува како народна, меѓутоа е негова авторска и многу интересно на луѓето кои што ги пуштаме викаат која е песнава ја знам, а уствари не ја знам. Значи ќе видиме интересни. Доволно ме заинтригира секако со сето ова што го најавуваш во однос на елегија. Зошто елегија? Зошто толку? Дали ова е наслов кој што во секој случај вие двајца заедно го одбравте, односно тројца колку што сте нели? Тројца сме од музички план, меѓутоа имаме уште двајца во тимот, Давор Палич и Марија која што ја рецитира песната. Давор е практично ние како продуцент, главен продуцент на целиот проект. Давор че само моментално ние во Лондон. Можно и да не гледа, не знам. Искрено идејата за насловот беше негова. Значи јас на крај памет не ми доаѓаше да е елегија да се вика вакво. Затоа што јас кога ги работам и насловите на песните ги давам од после месец-два. Прво ја правам композицијата и после ми доаѓа наслов. После да не наслов. Да, така очекував и за проектов дека ќе биде. Значи да го направиме па после. Меѓутоа Давор инсистираше од старт да има веќе наслов и да се движиме кон тој наслов и имаше голема поента во муабетот. Прво сакавме се вика елегија за тебе, елегија за ова, елегија за она и на крај значи имаше као нека се вика само елегија. Само елегија, па кој зашто се вика? Да, затоа што е универзален збор. Елегија, еледжи истото значење го има. Така што ми има дури некоја тежина тоа име, елегија ми е. Да, дефинитивно дека носи голема тежина и верувам дека ќе биде добро прифатен, како што кажавме, не само тука, туку и надвор, и затоа е работен, како што кажавте, на тој начин целиот овој проект, да биде прифатен и надвор и на тој начин да допре македонската народна песна. Спомени беше првото нешто кое што одлучивте да го пласирате во јавност и на тој начин да го опипате пулсот помеѓу слушателите како ќе реагираат на проектот. Кои се очекувањата, дали ги исполни вашите очекувања оваа песна и дали реагира апсолутно, да. Дури песната се пуштат и по радиостаниците, што за мене ми беше стварно успех, затоа што е, како што кажав претходно, е некомерцијална. Е комерцијална, меѓутоа не е толку радио-френдли. Можеби не очекувавте толку често да ја слушате на Не радио. очекував, да, затоа што нема текст. Знаете, луѓе малце се навикнати, ако нема пеење, не го рачунат како песна, го рачунат како музика. Но очигледно дека на луѓето им треба таква музика да се опуштат, да се релаксираат. Да. Полека кај нас мислам дека свеста се дигна на едно повисоко ниво за музиката и ме радува искрено тоа, знаеш, се помалце слушам, се повеќе се форсира македонската музика, што е исто така супер и
очигледно сум направил некоја фан база, можеби не во голем број во државата, меѓутоа сепак имам луѓе кои што ја почитуваат мојата музика и ја слушаат. Тоа мене многу ме радува и тоа ми беше поентата и целта од самиот старт кога почнав да работам, да направам своја фан база. Небитно дали е голема или е мала, меѓутоа да ја има. И таа фан база мене ми е мотив да работам и да творам, нели? И резултатот е тој. Значи, среќен сум, стварно сум среќен, задоволен сум. А се уште не е ни пуштен проектот, значи Допрва следуваат секако моментите кои што ќе ве радуваат многу за сето она што во изминатиот период секако го работите и се затворени подолго временски период секако во студиото, за сето тоа да добие вистинска рамка и слика како треба да изгледа и како да се пласира пред јавноста. Тука беше и видеоспотот и планирате и понатаму секако на тој начин повеќе да ја доближите музиката од овој тип на граѓаните во Македонија. Па можеби ќе се согласиш и ти, ама јас мислам дека некогаш спотот, ако е добар, може да ја направи песната попопуларна од колку што треба да е. Затоа што нема текст, говори саксофонот и говорат ликовите во спот. И тешко е да се направи спот на нешто кое што нема текст, да се долови приказна и емоција само со мелодија во позадина е навистина тешко. Претходниот спот за спомени го работеше Џолен Умовски како режисер, мега продукција од Охрид. Сега за Нели бевме, се уште немаме дефинирано за кого ќе се работи спотот, меѓутоа треба да се стави малце посериозен акцент од уметнички аспект, затоа што сакам да испадне како мал краткометражен филм. Како кажав, и за почит према Кочурацин и едноставно сакаме на таа песна да ставиме малце посериозен акцент. Да не кажувам сега на празно муабет и веќе имаме. Веќе имам нешто испланирано и договорено со некои луѓе, меѓутоа не сакам да спомнувам затоа што ако не испадне дека сум се излетал. Така што нека биде, па ќе се видиме здравија после лето, после одморите. Ќе видиме пак на гостување. Секако и тука сме да ја следиме и да ја слушаме музиката и се радуваме на овој проект кој што ќе излезе, но дали летото ќе помине во знакот на Елегија или пак имаш и голем број на други обврски каде и како ќе настапуваш, саксофонот го сакаат и го посакуваат во летните вечери низ локалите и на концертни случувања, па ќе имаме ли можност негде каде да те видиме? Да, ќе има концертна промоција на Елегија, ќе има веќе закажане за 2 август. Во склоп на културно лето во Охрид. За тоа ќе зборуваме малце подоцна, да не откриваме сега детали. И во Прилеп веќе тие 2 концерти се закажани. Прилеп е август. Нема веќе за збор, мислам дека е 4 август, мислам. Недела се паѓа тоа. Што е супер, за нешто што не е се уште извадено, веќе имаме 2 датуми за промоција концертна на проектот. Кога ќе се пушти целиот проект, јас се надевам дека ќе има настапи низ Србија и низ Хрватска. Така што лето нели хит им е сега во последно време на младите ме ангажираат за свирење на нивните свадбени прослави, првиот валцер, тоа им е сега ме радува искрено, мене ми е чест и пак е најубав ден од нивниот живот и сакаат да си делат тоа. И имам доста свадби, значи периодов. Добро, најчесто која песна бара на свадбите? Па различно. Да, различно. Те радува креативноста која што има? Да, апсолутно. Еден период имаше ке се заглавеа во една песна и цела свадба беше само тоа. Да. Знам една година Ед Ширан беше перфект, тоа беше. И меѓутоа сега се покреативни и се враќаат малце на ретро фазон, значи внимаваат на текстот, како е поентата на песната. Сум свирил песни во кои што се пее за раздолба, меѓутоа тие им било омилена и не е битно што е инструменталка е, текстот нема да се слуша, не е битно што е за раздолба. И интересно. Дали ги сакаат македонските стари песни можеби? Ги сакаат, да. Често сакаш и тие да ги свириш и да, ги сакаат. Сонце за 3 света е дефинитивно хитот. Дури и нашата преработка со Масевски, која што е направена во некој R&B soul фазон, ја сакаат како прв танц. И сакаат, ти кажав, интересно е што се враќаат малце наназад, знаеш, од безвременски хитови. Па да, евергрините сега ги гледам дека ги форсираат повеќе и стварно е подигната свеста кај нашиве како се изразив,
кај македонците за малце да слушаат по нешто што има некоја вредност од претходно. Што сега не дека песните немаат вредност, далеку од тоа, има прекрасни песни, меѓутоа некако ми се така тривијални, се забораваат многу брзо, знаеш. А претходните песни се памтат и ќе се памтат кој знае колку време. А веруваме дека и песните од Елегија ќе се памтат и ќе бидат безвременски хитови. Тоа верувам дека ќе допира до чувствата длабоки на слушателите, дека ќе успеат да ги натераат да се воздигнат во некој друг свет. Сепак инструменталната музика секогаш секој ја доживува на свој начин и текстот самите го пееме од дното на душата. Тоа е и поентата, текстот да си го направиш сам, приказната сам да си ја направиш. Таа песна еден период може да ти буди некои емоции, среќни, може да ти буди меланхолија, може да ти буди тага, значи многу е битно како си расположен во периодот. Во дадениот момент. Да. Мене ми е драго што Елегија веќе ги има закажано и своите промоции концертни, 2 август, убав датум. 2-4 август, да, дефинитивно. Да, кој што секако ќе биде во Охрид и во Прилеп, верувам дека ќе ужива, таа понатаму следува промоцијата како што кажа и низ останатите земји. Вашите очекувања веројатно се големи и сигурни сме ние дека ќе успеете да ги оправдате сите очекувања и целата оваа работа која што во изминатиот период заедно имавте во студиото. Ќе ни откриеш ли уште некој детал, Горан, кон самиот крај на денешното издание на Македонија Денс? Тоа е тоа, во принцип нема некој... Ја знаеме ли локацијата, само каде ќе биде во Охрид промоцијата на... Ќе биде во културно лето, ќе се организира во Пештани, прв пат во историјата, во моето родно место. Да. И ми е чест, бидејќи организаторите инсистираа јас да бидам дел од манифестацијата и паднавме на муабет за проектот и уствари е идеален повод да направиме концертна промоција на во преубавото Пештани, секако пред домашните, пред твоите и верувам дека тука пак и можеби тремата е поголема затоа што сепак те знаат од мал, кои се очекувањата кои што... Не трема, меѓутоа сум навистина возбуден и среќен затоа што ипак дома никогаш не сум свирал така на јавна површина и мислам дека ќе е супер. Да, верувам и јас секако дека ќе биде супер и дека ќе, како што кажавме, помине прифатена Елегија кај сите. Имаш ли можеби ти фаворит од сите овие песни кои што се наоѓаат во Елегија? Немам искрено фаворит. Да, не сакам да фаворизирам затоа што и јас некогаш кога ги слушам, некоја ми се свиѓа повеќе, некоја помалце. Ми се менуваат се зависи повторно се сведуваме од тоа од расположението и емоциите. Саксофонот во моментов е на поправка како што кажавме, репарација, мене ми беше чудно како се во живот. Да. Потрошен материјал се. Колку често се прават репарациите? Па зависи колку се одржува. Јас мајсторот ми се чуди како на толку долг период го носам, затоа што си го држам инструментот, некои што не се грижат многу повеќе им се оштетува. Али еднаш годишно на година е поубаво е да се сменат тие внатрешни работи кои што се трошат. И сето тоа одлично да звучи во Пештани на промоцијата на 2 август. Горан, ти благодарам, ми беше чест и задоволство што Елегија представивме пред гледачите. Очекуваме по одморите повторно секако тука во студиото со целокупниот албум, со Танче, со екипата и ете, да видиме што е она што вие ќе го понудите, а во кое што ние неизберно ќе уживаме. Да, обострано е задоволството, фала ти на поканата, навистина енергијава во студио е прекрасно, дури некоја заборавам дека има камери. Се надевам дека повторно ќе ме поканиш и ќе се дружиме само за убави работи. Да, тука сме секогаш да следиме македонската музика, да дадеме подршка на македонските изведувачи и драго ни е кога и македонската музика се слуша надвор од границите, а токму Горан Папас знаеме дека го почитуваат и го ценат и надвор од Македонија, па ќе ни биде драго повторно да се видиме. Мило ми е.